Добар ден, ученици! Јас сум Миланка Живковиќ Цветковска, наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Христо Узунов Другово од Кичево. Тема на денешната презентација ни се комплекс вежби од корективна гимнастика за ученици со деформитети. Современиот начин на живење кој го овозможи напредната технологија наметна значително намалување на физичката активност кај целата популација, а особено кај децата од училишна возраст, што се карактеризира со долг престој во училиште, седење и работа на училишните клупи и компјутери, како и се почесто користење на разновидни моторни превозни средства при вршење на секојдневните многобројни активности. Сето тоа придонесува за физичка пасивност кај детето, што директно влијае врз ослободување на мускулно-коскениот систем, како и појава на дебелина, што представува сигурен предуслов за појава на разни деформитети на рбетниот столб, стапалата и на другите делови од телото. Причини кои влијаат до појава на неправилното држење на телото и деформитети кај децата. Лошите навики на држење на телото, наследниот фактор, недоволната физичка активност, претешките школски ранци, кратковидноста, како и неадекватните школски клупи доведуваат до пореметување на статиката на рбетниот столб, како и другите делови на апаратот за движење. Како резултат на тоа доаѓа до најчестите деформитети на рбетниот столб, како што се кифоза, лордоза, сколиоза и рамни стапала. Исто така и наглиот раст на коските на детето во пубертетот има негативно влијание на веќе присутните деформитети. Многобројните истражувања покажуваат дека школските ранци со преголемата тежина, особено ако тежината не е равномерно распределена, како и нивното неправилно носење, влијаат на неправилното телесно држење. Исто така, како следни причини што ќе ги наведеме, кои влијаат на неправилното држење на телото и деформитетите кај децата, најчесто се јавува како резултат на лошите навики кои децата лесно ги усвојуваат. Исто така повеќе часовното седење во школските клупи, неправилниот школски прибор, како и пишувањето на домашните работи во домовите, дополнително ги заморува мускулите на телото, при што лесно се завземаат неправилни телесни положби кои во моментот им делуваат како релаксирачки. Примарна цел на физичкото и здравствено образование, ако е правилно изведено и системски организирано во редовната настава, како и во воннаставните активности, е позитивното влијание врз правилниот раст и развој, одржување и унапредување на здравјето, зголемување на работоспособноста, развој и одржување на психофизичките и функционалните способности на децата, како и создавање траен интерес за занимавање со телесна активност во слободно време, како и секојдневна потреба. Тоа може да служи како равнотежа помеѓу физичките и интелектуалните способности на младата популација. Корективната гимнастика опфаќа збир од физички вежби кои се дозирани според интензитетот, видот и траењето, кои се применуваат превентивно, додека деформитетот не настапил, или тераписки кога деформитетот е веќе присутен со цел да се спречи напредувањето на оштетувањето. За да се постигне саканата цел со примена на кинезотераписки вежби и активности, потребно е соодветно планирање и програмирање. При планирањето и програмирањето, најчесто содржините на вежбањето треба да бидат наменети за зголемување на силата и флексибилноста на мускулите, како и зголемување на амплитудите и координацијата на движењата. На следниот слајд ни се дадени деформитетите на рбетниот столб и на првата слика е прикажан човек како изгледа човек со нормален рбетен столб и како изгледа
човек со деформитет, односно деформитет кифоза. Исто така е во прикажан рбетниот столб со неговите пршлени, како изгледа нормален рбетен столб, како изгледа деформиран рбетен столб. Сега нешто ќе кажеме за кифозата, што е и какво значење има. Кифозата или подгрбавеноста представува зголемување на кривината на рбетниот столб во сагиталната рамнина со конвекститет кон назад во градниот дел, меѓутоа може да се појави и на другите делови од рбетот. Нормален рбетен столб има физиолошка кривина од 20 до 30 степени со врв на кривината во предел на Т5. Кривината може да се процени со висок и мерење на растојанието од вратниот и лумбалниот лордотичен дел во сантиметри. Најмногу се воочува кога лицето е во седечка положба и е проследена со свитканост на рамената кон напред. Најчесто е последица на наглиот раст и неправилното седење кај децата кои имаат слаби стомачни и грбни мускули. Кај кифозата ослабени се стомачните мускули, скратени се градните и ослабени се истегнати грбните мускули. Во следниот слайд се прикажани комплекс на вежби наменети за корекција на кифотично неправилно држење на телото. Значи вежбите може да се изведуваат и во сала, и во домашни услови, може да се изведуваат индивидуално, со помош на друг партнер. Одиме следно. Опишуваме за лордоза. Лордотичното држење на телото се подразбира прекумерно закривување на рбетот во слабинскиот дел, во сагитална рамнина со конвекститет кон напред. Деформитетот е лесно воочлив ако го поставиме детето во профил. Ќе забележиме голем стомак, дури и кај слаби деца, што укажува на фактот дека стомачната мускулатура е многу слаба и стегната, а скратени се мускулите на долниот дел од грбот. Ако примерење на слабинската кривина е поголема од 4 до 5 см, се работи за лордотично држење. Еве како би изгледало нормален рбетен столб и рбетен столб со деформитет на лордоза, или еве како би изгледало во профил девојче со веќе стекнат деформитет на лордоза. Во следниот слайд се дадени пример на комплекс на вежби наменети за корекција на лордотично неправилно држење. Значи, наменети се и може да се изведуваат и во домашни услови, сам или со придружба со партнер. Одиме следниот деформитет, сколиоза. Сколиозата представува деформитет на рбетниот столб во фронтална рамнина. Сколиотично лошо држење на телото може да биде еднострано во вид на буквата С или С и двојно кога рбетот е искривен на обете страни како буквата С, значи латиница, и многу ретко тројно. Бидејќи надворешно е тешко забележливо, нема толку јасни и видливи знаци, што представува тешкотија за незино благовремено дијагностицирање. На сликата се прикажани деформитети на видови на сколиози, лева, десна, тотална сколиоза, парцијална сколиоза. Во следниот слайд исто се прикажани пример на комплекс на вежби наменети за превенција на сколиотично држење, што би можеле да се изведуваат и во сала, и во домашни услови. Исто така имаме уште два слайдови, значи со пример на вежби за сколиотично неправилно држење. Одиме со деформитети на стапалата. Поради неправилно телесно држење се појавуваат разни нарушувања на статодинамичката рамнотежа на мускулно-коскениот систем.
Како резултат на тоа настануваат девијации на одделни сегменти на телото. Покрај рбетниот столб, стапалата се делови од телото кај кои најчесто доаѓа до појава на деформитети, обично се јавуваат во рана возраст како последица на ослабени мускули или прекумерно оптоварување. Правилната градба и соодносот на коските, мускулите и лигаментите на стапалата резултира со нормален облик и функција на стапалата. Од деформитетите на стапалата најчеста појава е рамното стапало. И сега во следниот слајд имаме дадени вежби за рамни стапала, значи вежби со јаженце, со топка, со палки, со чунчиња, што може да се изведуваат и во домашни услови. Ви благодарам за внимание.